Почитувани представници на медиумите, почитувани присутни, почитувани граѓани, 2019 година ја заокруживме како успешна година во која преку вложување во човечкиот капитал ги зголемивме платите на здравствените работници, ги подобривме условите за работа, набавивме нова опрема, но и ги подобруваме условите во јавно-здравствените установи. Со истото темпо продолжуваме и во новата 2020 година. Година на инвестиции во здравствените работници, година на вложување во човечкиот капитал. Со низата мерки кои владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз ги имплементира, покажавме дека навистина сме на вистинскиот пат. Само со покачени плати, вработување, максимална грижа за нивна мотивираност ќе ги задржиме нашите лекари во јавното здравство. Токму поради тоа, како што најавивме, од месец февруари, здравствените работници повторно ќе добијат зголемување на платите. Со новите зголемувања ќе достигнеме историски, рекордно високи примања на здравствените работници. Заедно со сите зголемувања досега, вклучително и зголемувањата во месец февруари 2020 година, основната плата на лекарот-специјалист се зголемува за 40%, на медицинските сестри помеѓу 20% и 23% на медицинските сестри на клиниките, на општите лекари за 25%, а на здравствените соработници за 15%. Би сакал да истакнам дека платата на еден лекар-специјалист на некои клиники веќе сега достигнува 100.000 денари. Од февруари, платата на лекарите специјалисти со дежурства на клиниките ќе надминува 100.000 денари, а во општите болници ќе биде приближно 100.000 денари. Ова е едно од нашите предизборни ветувања кои го исполнивме. Како одговорна политичка партија, го мотивиравме медицинскиот персонал да биде среќен и исполнет во својата професија, поради тоа што само задоволни лекари и медицински сестри може да значат задоволни пациенти. Ги зголемивме процентите за исплата на дежурствата на здравствените работници. Дежурствата во работен ден и дежурствата за викенд и празник се зголемени 2, односно 3 пати, а од февруари ќе бидат зголемени 4, односно 5 пати. Со што дежурствата кои што порано се плаќаат 2.500 денари, ќе се плаќаат помеѓу 8 и 10.000 денари. Исто така за 15%, односно 8 денари, го зголемивме капитациониот бод на матичните лекари од општа пракса, гинекологија, стоматологија. Реформата на примарената здравствена заштита е важна за лекарите и пациентите. Примарите лекари, кои што имаат околу 1000 пациенти, примаат околу 8.000 денари повеќе, а за 2000 пациенти околу 16.000 денари повеќе. Тоа значајно ја леснува нивната работа, го зголемува квалитетот на здравствената услуга кон пациентите. На прав пат сме затоа што за прв пат обезбедивме средства за сите приватни специјализанти. Тие млади специјализанти што ги затекнавме, кои до тогаш работеа без пари, како и новите специјализанти, кои запишаа специјализација во 2019 година, се платени за својот труд во висина од просечна плата на општ лекар. Во изминатите 2 години дадовме и повеќе од 5000 согласности за вработување во сите јавно-здравствени установи. Отворивме 2 јавни повика за 6-месечна работа на лекари, но и на медицински сестри во службата за патронажната дејност. Повеќе од 134 медицински сестри веќе се на работа. На правилниот и вистински пат продолжуваме и следната година. Покажавме дека сме одговорна политичка партија која успеа да го рехабилитира цунамито кој 11 годишното владење на ВМРО ДПМН го остави здравството. Го зајакнуваме здравствениот систем во нашата држава, продолжуваме со вистинските здравствени политики. Благодарам.